8 часот и 17 минути, термин резервиран за редовната рубрика Мој психолог. Тема со соговорничка која што ја отвараме со неколку статистички податоци кои велат дека во светот повеќе од 450 милиони лица страдаат од ментални нарушувања. Светската здравствена организација проценува дека околу 151 милион луѓе страдаат од депресија, 26 милиони од шизофренија, 125 милиони се соочуваат со растројства поврзани со употребата на алкохолот. Грижата за менталното здравје е услов за поквалитетен живот. Постојано потенцираат и психолозите кои што доаѓаат овде во Македонија наутро и со кои зборуваме во редовната рубрика Мој психолог. Но зошто во пракса унапредувањето на менталното здравје е нешто за што се уште се шепоти? Тема на разговор со психологот Ивона Ѓоргиева, психолог во Црвениот крст на град Скопје. Добро утро, Ивона, и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата. Ако ковид пандемијата беше ситуација во која што се чини прв пат почнавме сериозно и гласно да зборуваме за неопходноста одржувањето на менталното здравје, по неа се случија уште неколку попатни кризи, како енергетска и економска, која што дополнително ни создаваат психолошки притисок. Но впечатокот е дека колку и да сме исправени пред различни предизвици, за грижата за менталното здравје се уште не се зборува доволно гласно. Зошто е таа така, Ивона? Така, супер прашање. Дефинитивно дека кризите додаваат на влошување на менталното здравје. Оние кои веќе страдаат од одредени психолошки состојби, кризите знаат дополнително да ги појачаат симптомите, додека присуството на страв, неизвестност во однос на ситуацијата и така како може да биде присутно. Во последните години навистина многу се зборуваше за менталното здравје и гледаме дека расте и бројот и во нашата земја на советувалишта, кампањи за подигање на менталното здравје, но некако се уште на одредени категории на лица не можеме да ги опфатиме или на некој начин да ги мотивираме да доаѓаат на психолог. Бројни причини може да бидат фактор тука, што индивидуални, што ни доаѓаат и од самата средина, која е се уште стигматизирачка и до некаде може да биде и полна со критика. Дел од тие индивидуални фактори може да бидат чувството на срам, значи се уште е присутно во нашето општество, понатаму страф од осуда, страф од критика, дека понатаму од етикетирање, дека еве сега што моди на некој на психолог мора да има некаков психички проблем или не е нормален или секакви други начини на кои може да се обраќаат кон лицата кои доаѓаат на психолог. Она што е важно е да бидеме свесни дека психолозите можат да помогнат во справување со психолошките проблеми и да ги поттикнеме граѓаните да ги користат сервисите кои веќе постојат во нашата држава, а служат за поддршка. Менталното здравје е многу повеќе од отсуство на болести. Мора да сме свесни дека благодарение на менталното здравје успеваме и добро да се образуваме, успеваме да изградиме најразлични релации и да живееме мирно и спокојно, доколку го одржуваме, истото се разбира. И свесни ли сме дека покрај физичкото здравје и интелектуалната способност за да постигнеме некаков успех, во голема мера животниот успех зависи токму од менталната хигиена? Супер што го донесов тоа, бидејќи токму дел од овие нешта кои ги споменавте се всушност индикатор дека некој добро функционира психолошки. Кога гледаме дека имаме соочуван капацитет за релации со луѓето околу нас, кога гледаме дека имаме одредена функционалност во секојдневието. Така што се ова што вие го споменавте, кога забележуваме промени, дека кај некој нема во моментот капацитет да се справи со животните предизвици. Гледаме дека функционалноста е намалена. Гледаме, например, дека може би се соочува во пат со волјата. Гледаме, например, дека релациите со блиските луѓе страдаат. Се тоа може да е индикатор дека е време да превземеме грижа за нашето ментално здравје. Кому му е потешко да ја скрши невидливата бариера за разговор со психолог, на повозрастните или на помладата генерација? Гледаме дека младата генерација има некои
пристап према менталното здравје проактивен. Меѓутоа, тука би сакала да напоменам да се внимава од самодиагностицирање и користење на Google како експерт за менталното здравје, бидејќи знаеме дека помладата генерација има пристап до социјалните мрежи, така како знае да биде љубопитна или овие прашања, не само да ги адресира, туку и да ги истражува. Меѓутоа, јас сепак би сакала да напоменам дека навистина е добро да се консултира психолог пред самите да си ставиме некоја етикета дека нешто се случува со нас, бидејќи не секој симптом кој го чувствуваме е растројство одредено или одредена состојба. Ние сите низ текот на животот поминуваме низ одредени промени во делот на психичкото здравје. Никој не е цело време оптимално добро. Тоа е лага. Така да, добро е овие нешта да се проверат со професионалец, но еве во моето искуство, конкретно во Црвениот крст, и повозрасни лица знаат да побараат поддршка. Една од најчесто употребуваните реченици, ваши, на вас психолозите, е ворете да не бидеме во ред. И многуми навелат дека во ова брзо време, каде што секоја минута е профит, ние немаме доволно комфор да не бидеме во ред и да зборуваме за тоа дека не сме во ред. Но која е предноста Ивона на гласното говорење за проблемите? Па важно е да се говори, затоа што ако не говориме, ќе си направиме нешто во некоја смисла, дали ќе се развие некоја психосоматика, дали одреден дел од нашиот живот, во одредена сфера може да некои односи да пострадаат, така да и како е важно да се говори. Во ред е да не бидеме во ред, но во ред и да побараме поддршка кога тоа ни е потребно, и во ред е да превземеме и одговорност да си направиме да ни биде подобро. Она што на почетокот ме прашавте во делот кои се причините зашто некој не доаѓа на психолог или не бара поддршка, понекогаш токму стравот од промена исто така може да биде присутен, или дека можеби нешто потоа ќе треба да промениме во начинот на нашето функционирање, кое ќе не извади од нашата комфорт зона на некој начин. А немам време се најчесто добри изговори, брз начин на живот, немам време сега, мислам, тоа се спаѓа во една категорија на изговори, да не се грижам за собственото ментално здравје, а исто така, мислам, ние како култура знаеме често да проектираме, па тогаш времето денеска некако не се чувствувам добро, времето денеска е некако, веројатно затоа имам болки во телото, или некој друг може би е виновен. Сами доктори ќе признаете, нели, знаеме се. Дел од претходното прашање беше зошто треба гласно да се говори. Сега ќе се надоврзам на следното. Кога зборуваме за гласно говорење, ние зборуваме за разговор со психолог. Не зборуваме за разговор со домашните, иако многу е добро и треба да се разговара во кругот на семејството, треба да се разговара со пријателите, но многу често она што нам најмногу не мачи е потребно да добиеме објективен одговор и решение на проблемот. Блиските, пријателите, родителите се субјективни од причина што не сакаат. Добро, да, нормално е. Мислам, секој си има свое место во животот, значи има зошто се оди на психолог, има зошто се обраќаме кај нашите пријатели. Многу често луѓето се обраќаат, најпрвено оние кои ги чувствуваат како блиски, бидејќи на некој начин тие се дел од нашиот систем на поддршка. Тука нема ништо погрешно, но треба да имаме на ум дека професионална поддршка не се нашите пријатели, туку некој кој за тоа има завршено соодветно образование и кој може, како што и вие рековте, објективно да пристапи на одреден проблем. Така што и така како е важно да знаеме кога треба да се обратиме на психолог. Сосема накосно и со следното прашање ќе се вратам на моментот во ред да не бидеме во ред. Секојдневието, брзото секојдневие, новите технологии, социјалните мрежи се чини се помалку простор ни оставаат за да не бидеме во ред. Тука се моменти на постојани фотографии, лажно представување, идеален живот, кога го немаме комфорот да кажеме дека нешто не е во ред со нас, бидејќи тоа го намитнува нели она модерно живење, и колку целиот овој терет дополнително создава проблеми и притисок? Да, така е. Значи, социјалните мрежи не даваат реален
приказ на нештата, совршени луѓе не постојат. Мислам, тоа само на Инстаграм. Ако влезете на социјалните мрежи, се е совршено? Така е, на Инстаграм да, меѓутоа во реалниот живот апсолутно не. Сведоци сме биле на луѓе кои снимаат, нели, одредено видео, меѓутоа по гасење на телефонот гледаме промена во нели фацијалната експресија, што ни кажува дека не е се така совршено како што социјалните мрежи тоа го представуваат. Сепак тие имаме одговорност и избор во која мера ќе бидеме изложени на социјалните мрежи, во која мера ќе го употребуваме и зашто ги употребуваме, нели, социјалните мрежи. Тука можеби е добро да се работи на која е потребата да толку многу да се презентираме себе си дека нашиот живот е супер. Дека сме добро. Дека е добро. Мислам, може да се работи и да знае публиката дека сме добро. Да, но треба да имаме на ум дека нели дели од корисниците на овие социјални мрежи од тоа заработуваат и на некој начин во денешно време тоа е и професија која нели на некој начин продава. Една од најчесто поставуваните прашања е кога е вистинското време? Ако неколку пати се оправдаме дека времето надвор е проблем што се чувствуваме непријатно, кога и како да го почувствуваме вистинското време, кога треба да ви се обратиме? Па нема такво нешто вистинско време, туку сега е вистинското време. Така. Значи кога и да се соочува некој со одреден предизвик кој го опфаќа менталното здравје, важно е да се обрати на психолог. Вистинско време, кога гледаме дека имаме потешкоти во релациите, гледаме дека имаме некои дисфункционални односи, време е да се обратиме. Кога гледаме дека можеби не функционираме толку добро во овој период, може ни е потребна поддршка или начини, техники, дури и механизми да се справиме со нашето секојдневие, и тогаш е време да се обратиме. Значи не треба да чекаме да дојде да веќе не можеме да се носиме со секојдневието, да толку ни се наруши состојбата да повеќе едноставно потрошиме време на користење на лекови самите, или можеби веќе имаме и лица кои ни делуваат дека се окей, ни делуваат дека се справуваат со секојдневието, дури и работат на добри позиции, секојдневно се под голем притисок, меѓутоа доживуваат, например, панични напади по повеќе панични напади во секојдневието, и затоа никој не знае и не испита дека стресот е причина за сето тоа. Многу од вашите колеги велат дека по принципот на избор на матичен лекар треба да биде и разговорот со психолог редовно, за да може да биде и превентивно за идни состојби. Каков е вашиот став на оваа тема? Апсолутно да, мислам супер е тоа да се оди на психолог, нели во некои земји баш е и така регулирано како што има матичниот лекар, така и да има психолог кој ќе биде тука да биде поддршка на семејството и на самата индивидуа. Одењето на психолог може да помогне во идентификување на нашата улога во нашиот живот, делот на нашата одговорност за она што ни се случува и понатаму идентификација и справување и прифаќање на одредени состојби. Како реагираат и што сакаат да знаат граѓаните кои што за прв пат се среќаваат со вас? Што најчесто ви прашуваат? Да, интересно прашање. Тоа е различно за секој кој доаѓа, но ајде јас она што најмногу сум го слушнала е дали е ова нормално или не. Понатаму како да се справат со одредени ситуации. Понатаму не знам, на некој начин да го регулираат начинот на кој нивниот организам реагира на самата околина. Како можам сам да си помогнам или сама да си помогнам во однос на оваа состојба, или како во таа и таа ситуација да се справам. Понатаму учење на одредени граници, поставување на граници во самата средина, за да се заштитат. Сега зависи нели од возраста на луѓето кои доаѓаат кај психолог, и предизвиците можат да се разликуваат, но да. И се случува ли да речеме еден случаен консултативен разговор да прерасне во долгогодишна соработка? Да, токму и тоа мислам дека е клучно за да ги мотивираме и оние луѓе кои не доаѓаат на психолог, можеби да имаат една средба која ќе видат дека има бенефит за менталното здравје, и кога ќе увидат дека може да се чувствуваат подобро од она што до тој момент нели се чувствувале, и така може понатаму нели да продолжат тие средби во иднина. Му треба ли на психологот психолог? Со кого вие разговарате за
вашето секојдневие? Супер. Дефинитивно му треба и на психологот психолог. Има нешто што се вика супервизија во нашата работа и апсолутно психологот не само за своето ментално здравје, туку и со предизвиците со кои се соочува во својата работа, е важно да има супервизор кој ќе му помага. Супервизорот не е надзор, не е некој кој кара, туку тоа е исто така психолог кој има искуство и му помага, го поддржува и да ја унапреди својата работа, меѓутоа и работи да психологот на некој начин има увид и во своето ментално здравје и за да може полесно да ги разрешува ситуациите со кои се соочува. И некако за да го заокружиме разговорот, што на долг рок не носи отвореното зборување за проблемите? Зошто да за психолошка поддршка? Затоа што тоа што нема да го кажеме, а не мачи, ќе излезе на друг начин или ќе се манифестира преку еден куп други деструктивни механизми на справување. Вие споменавте на почетокот една статистика која говори дека има тенденција кон употреба и на алкохол, на други супстанции, понатаму однесувања кои на долг рок не ни служат за да се чувствуваме подобро. Така да за зборување затоа што има решение за секој проблем. Мислам, може да се решат работите и да се помогне. И за да им докажеме на нашите гледачи дека им стоите на располагање, ќе ја спомнеме и бесплатната психолошка поддршка која што ја давате. И од почетокот на пандемијата тука сте за граѓаните генерално. Така е, да. Мислам, јас имав прилика и да работам на линиите за психолошка поддршка. Имаше на вистина, како и што споменавте за време на пандемијата, потреба од психолошка поддршка. Црвениот крст во соработка со Гешталт институтот се уште дава психолошка поддршка на граѓани од социјално ранливи категории, така што Центарот за ментално здравје во рамки на Црвениот крст е отворен за да пружи поддршка на оние на кои има потребно. Ја користат ли можноста граѓаните? Па ја користат, да. Ја користат. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Се разбира со нови теми кои не засегаат сите нас и за кои сакаме отворено да зборуваме, ќе ви имаме во Македонија наутро. Благодарам. Ви благодарам.